Скопјани со нетрпение чекаат промена на градоначалничката Арцовска. Од локалните избори не делат неколку месеци, а граѓаните велат дека никогаш досега не било толку лошо како што е сега во метрополата. Незадоволни се од тоа како досега мајката на градот ги менаџираше јавните предпријатија и бараат подобрување на условите за живот во Скопје. Сметаат дека секој друг кој ќе стане градоначалник би можел подобро да го раководи градот Скопје. Подобрување во јавниот превоз, собирање на ѓубре. Кога е централната власт едно и локалната едно, тогаш они се подржуваат. А кога се разликуваат една со друга, тогаш они се јадат. Па јас се надевам дека ќе биде нешто подобро него сега што е. Кој да дојде, мислам дека ќе биде подобро од моментално што имаме градоначалничката. Инфраструктурата не е средена, градскиот сообраќај, ЈСП, ѓубретарина, фала Богу, ѓубрето треба да се чисти, сметот се заглавиме во смет. Очекуваме да биде подобро јавниот превоз, да бидеме сигурни кога ќе се качиме во превозот, ѓубрето да се собира, да биде чисто, кога поминуваме улици исто така да биде чисто. Дека граѓаните се незадоволни од Арцовска покажа и неодамнешната анкета на порталот Локално МК. 77% од граѓаните ја оценија работата на градоначалничката како слаба или многу слаба, додека 68% воопшто немаат доверба дека таа може да ги реши главните проблеми на градот. Според анкетата пред локалните избори ВМРО ДПМН има 4 пати поголема предност пред СДСМ. Во однос на потенцијалните кандидати за нов градоначалник, како најсериозни кандидати во ВМРО ДПМН се издвојуваат министерот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалникот на Кисела вода Орце Ѓоргиевски, потоа Коце Трајановски и Бован Стевковски. Од останатите кандидати од другите политички партии, Ѓорги Галетановски од СДСМ и Висар Ганил од ДУИ добија помала поддршка на анкетата. Анкетата исто така ги идентификуваше најгорливите проблеми со кои се соочува Скопје. Загадувањето на воздухот и јавниот превоз е на врвот на листата приоритети кои граѓаните очекуваат да се решат, додека сообраќајниот хаос и степенот на јавна хигиена исто така предизвикуваат значително незадоволство. Инаку истражувањето опфати 1150 испитаници преку телефонско анкетирање во периодот од 25 до 29 јануари годинава.